Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со. А наша вечерашна гостинка во оваа емисија е Верица Целески. Инаку, љубителите на спортот, особено љубителите на пинг-понгот, ја знаат од порана како Верица Манавска. Добро вечер, добро дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, благодарам на поканата. Имаме повод за овој наш разговор во оваа емисија, тоа е првиот меморијален турнир во пинг-понг посветена на најголемиот човекот кој најмногу даде во овој спорт, во пинг-понгот, тоа е Кире Велков. Како помина турнирот? Точно така, се одржа првиот меморијален турнир. Посебна чест ми беше што бев во организацијата, бидејќи кој да прашаш за пинг-понгот, синоним е Кире Велков. Апсолутно. Првата асоцијација кога во Струмица ќе речеме пинг-понг, веднаш помислуваме на Кире Велков, точно така. Турнирот помина во најдобар ред, имавме интерес, пријавени играчи, имавме на ниво на цела Македонија. Се надеваме дека ќе продолжи да се организира секоја година и да го зголемуваме учеството. Така, имаше стотина пинг-понгари од цела земја. Добро, убав е поводот, бидејќи завчера, мислам убав, не е убав, меморијален турнир, минатата година не напушти Кире Велков, велам најголемиот влюбеник и во спортот воопшто во Струмица, бидејќи кога и да го сретнеш низ градот, зборуваше или трча спонзори некаде, или трча на тренинг и така натаму, целиот беше внесен во овој спорт. Вие соработувавте многу години со него, бевте негова пинг-понгарка, тој беше ваш тренер. Какви спомени ве поврзуваат со Кире Велков? Значи, ние со Чичко Кире, како што си го викавме сите, бевме 20-25 години заедно. Браво. Од 6 години, кога почнав да тренирам пинг-понг, со него бевме до последно. Така. Не носеше на надпревари, тој ни беше како трет родител. Апсолутно. Покрај мајката и таткото, третиот родител е Кире Велков, така. Убави спомени имате од него. Ви беше така, не беше строг. Значи, ние со него ја прошетавме цела Македонија. Така. Цел Балкан. На европски првенства одевме. Само убави спомени имаме со него. Така. Пинг-понгот во времето на Кире Велков во одредени години постигна навистина одлични резултати. Го затекнавте вие тој период? Значи, извинувам. Пинг-понгот, како и тој што ќе каже, Чичо Кире, секогаш вереше дека ние бевме златната генерација. Така е. Јас кога почнав, тоа беше 96-97, веќе 99 и 2000 година, ние имавме веќе успеси постигнато. Веќе бевме во репрезентацијата. На Македонија. На Македонија. Така. Прво, второ и трето место бевме ние. Така. Екипата Злато, беше прво. сребрен, бронза, медал, сите во Струница. Екипно бевме прво место. И во машка конкуренција, и во женска конкуренција. Во машка конкуренција првото место беше пак нашо. Тоа беа златни години, тој секогаш тоа го кажуваше. Сега единствената негова желба што не се оствари, а се надеваме дека еве ние како клуб наследник ќе го постигнеме тој успех, државно првенство екипно не освоивме. Како екипа? Како екипа за сеньори. Зборуваме за најголемиот ранг. Освоивме пионери, младинки, но не освоивме сеньорки. Добро, па се надеваме дека ќе му ја исполните таа желба еден убав ден. И јас се надевам дека ќе го исполниме во негова чест, ќе го освоиме титулата. Спомнавте клуб наследник. Тоа е клуб наследник на пинг-понгарскиот клуб Струмица, што долги години го водеше Кире Велков. За кој клуб станува збор? Сега станува збор за пинг-понгарскиот клуб Астрајон Мегаспин, каде што во него јас како тренер и Иван Атанасов, исто така како тренер, двојцата сме продолжена рака, да кажем, сега на пинг-понгот во Струмица. Така.
Колку време постои клубот? Клубот постои од 2015 година. 2015? Да, и активно се тренираме, учествуваме во надпревари. Интересна е состојбата со вас, вие сте и тренер, ама и активен играч, така? Да, се јас сум тренер, но и активен играч во екипниот дел на клубот. Поединечното сепак го оставам на младите. На помладите, и како ви оди? Да. Се уште сте добра? Па, прво место сме во сезоната. Браво. Септември веќе одиме една лига погоре и Супер, супер. Сега сте во втора лига, ако да се лажам, така? Да, во втора лига од септември, сега почнува пролетниот дел, се надевам дека ќе го задржиме првото место и од септември веќе почнуваме во прва лига. А има и лига повеќе? Има и Суперлига, тоа е нашата крајна цел. Со прво место во Суперлига се станува и државен првак во екипно првенство. Кажете ми, колку интерес има за пинг-понгот и во Струмица и воопшто во земјава? Па како што одминуваат годините, кога ќе споредиме ние кога сме играли и кога сме биле деца и сега интересот е, да не речам дури и помал од половина. Се потешко и потешко е да се дете да дојде да тренира, да се задржи. Не знам која е причината, што се случува меѓу децата и младите, но се помалку и помалку деца се заинтересирани. И мислам не само за пинг-понгот, туку и општо за спортот. Така. Значи така е, ситуацијата не е само таква во пинг-понгот, се помалку деца пројавуваат интерес и за другите спортови, но се надевам дека тие нешта ќе се променат. Штета е за пинг-понгот да остане така, со слаб интерес, бидејќи постигнал многу успеси. Постои веќе повеќе, можеби од половина век во нашиот град, ако не се лажам, така. И кога зборуваме за половина век, па и повеќе пинг-понг во Струмица, тогаш сето тоа е поврзано со Кире Велков. Точно така, точно така. Кажете ми, каде тренирате? Имавте преселби на разни места? Да, ние сега сме во Маршал Тито, основното училиште. Таму заедно со Чичо Кире трениравме. Сега ние таму и остануваме и продолжуваме. Таму ги правиме тренинзите. На истото место од каде што се почна. Ако не се лажам, бев дете, кога мојот тетин Бранко Каракашев беше председател на пинг-понгарскиот клуб Струмица, а тренер беше Кире Велков. Тие први надпревари се игра во спортската сала на основното училиште Маршал Тито. Јас прв пат во животот видов како се игра пинг-понг и ме радува тоа што после толку години повторно се враќате во тоа училиште. Јас тој период не го затекнав, јас во спортската сала. Јас во спортската сала, тогаш беше Васил Пандев спонзор на клубот, но се сеќавам низ разговори од раскажувањето на Кире Велков дека почетоците биле токму во Маршал Тито. Сега ние пак во Маршал Тито се враќаме и продолжуваме. Какви се условите таму? Одлично. Да, има услови, салата ја користиме само ние и нели учениците за физичко настава. Имаме простори, имаме се, само да има и заинтересирани деца, да продолжиме. Имаме ние од нашиот клуб, имаме и репрезентативец, Борис Секулов. Сега веќе се надпреварува и во категорија до 19 години. Исто така, тука и Томе Милев, кој е во првите 5 во составот. Имаме деца, работиме, се надеваме дека ќе го продолжиме делото на Кире Велков. Така. Кога зборуваме за репрезентацијата во пинг-понг, постојат ли меѓународни надпревари, излегувате ли надвор од државата? Има ли балкански првенства? Има меѓународни надпревари, европски првенства. Борис Секулов како дел од репрезентацијата ги застапува и клубот и државата нели на балкански, на европски. Меѓутоа ние и како клуб им возможуваме плюс да се надпреваруваат на други меѓународни што не е поврзано нели со репрезентација. Во Нови Сад учествуваат, во нашите соседи секаде се надпреваруваме. Кога го спомнавте Нови Сад, чинам дека најубавите спомени што Кире Велков ги однесе со себе
е неговото присуство на едно светско првенство или европско првенство, не сум сигурен, кое се одржа токму во Нови Сад. Ние учествувавме во Нови Сад на европско првенство. В 2003 година, мислам дека беше. Но после тој како гледач, пак беше, ама во Загреб беше светско првенство таму, да. Таму беше заедно со Иван Атанасов, како да гледачи, нели, на... Сепак, како пинг-понгери, љубители на пинг-понгот и така натаму, и активно вклучени во тој спорт. Вие бевте дел од репрезентацијата? И јас бев дел од репрезентацијата. Јас имам учествувано на 4 балкански првенства, на 3 европски и на 1 светско првенство. Супер, супер спомени имате од... Мојата активна, да кажам, пинг-понгарска кариера, јас ја завршив во 2011 година со настапот на светско првенство. Браво. Потоа почнав со тренинзи на деца. Сега да пренесете своите знаења на помладите, за да не згасне тој спорт. За да не згасне, така. Супер. Најголемиот ваш успех кој е? Според вас во кариерата? Па јас немам усвоено државно место, но секогаш сум била втора во репрезентацијата. Тоа би рекла дека ми е најголем успех, нели? Сега не можеме ние како пинг-понгари ни сите години не можеме да се пофалиме со некој успех надвор од државата. Но во рамките на... Другите држави многу се вложува во тој спорт, за разлика од нив, кај нас не. Практично, како да замираат многу спортови кај нас. Ајде да не зборуваме само за пинг-понг. На времето постоеше многу интерес за шахот, кој е или спорт или не е спорт, се уште нема точен одговор, меѓутоа шахот исто така беше многу актуелен, сите знаевме, сите следевме, имаше шаховски коментари на телевизија и така натаму. Сега тоа го нема. Еве, па сега има и шаховски клуб во Струмица. Ама тоа, денови веќе разговарам со еден од основачите на оној најзаслужениот кој го враќа шахот во Струмица и тоа ме радува. Но ќе ме радува повторно да го видиме пинг-понгот во Струмица на оние стари патеки кога ги постигнуваше овие најголемите успеси. За жал, деновиве се случи еден несакан настан, почина најдобриот пинг-понгар на сите времиња, ако можам така да кажем. Тоа е Горан Тошев, беше извореден пинг-понгар, така ли? Да. Пинг-понгар на милениумот, прогласен од општина Струмица, Бог да го прости, и Кире Велков. И кога зборуваме за Кире Велков, јас пак ќе кажам дека кога го гледав низ градот, секогаш трчаше по спонзори, секогаш му недостасуваа средства да ги оствари своите цели, своите зацртани активности, гостувања. Беше доволно да најде некоја фирма што ќе му позајми возач со комби, возила или некој автомобил, да оди до Скопје да го одиграт мечот и пак да се врати. Но сето тоа го правеше со многу љубов. Кога зборуваме за спонзорите, како се сналга вашиот клуб Астрајон Мегаспин? Па ние пред се имаме голема подршка од општина Струмица со реализација на нивната програма што е за спортисти, и за спортот општо. Исто така сме дел и од ваучерскиот систем на Агенција за млади и спорт. Нели, секој го добива ваучер според нивните заслуги. Ние веќе втора година поред како добиваме ваучер кој истиот го реализираме со струмичката фирма Агрома. Ќе ја спомнам, ќе и се заблагодарам бидејќи таа го реализира нашиот ваучер и со тоа можеме да овозможиме, нели, децата да ги носиме на надпревари, да овозможиме услови за тренинг и така. Вреди да се каже дека пинг-понгот не е високо буџетен спорт, не требат многу средства, но сепак треба. Значи без пари не се може.
Какви се вашите планови, Зорице, за понатаму, за следните сезони? Нели првиот план е да влезете повторно во прва лига? Да, веќе од септември влевиме во прва лига и се надевам дека секоја наредна година ќе влеземе во една лига погоре, да можеме, како што кажав на почетокот, да го исполниме и неостварената желба на Чичукире, да станеме и државни прваци во екипни спортови за Македонија. Дај Боже, нека биде така. Кога зборуваме за Кире Велков, сакам да споделам и со вас и со гледачите дека тој почина на 10 март. Да. Почина на 10 март минатата година и тој ден, бидејќи сме соседи, помина низ мојата куќа, јас излегувам од дома, се видовме, си поразговаравме, дури многу сладко се изнасмеавме. На враќање дома после работа, дознав дека Кире починал и тоа беше неверојатно нешто, просто за неверување. Истиот ден, само неколку часа пред тоа се смеевме, но таков е животот, за жал. И секоја чест за вас и за клубот Астрајон Мегаспин, што само една година по неговата смрт го организира овај меморијален турнир, за да не се заборави човекот кој со многу љубов го водеше пинг-понг во Па мислам дека и тој тоа го и заслужува да го организираме и јас верувам дека ќе прерасне во традиција. Дај Боже, нека биде така. Ви благодарам што бевте гостинка во емисијата 15 минути со и уште многу успеси во пинг-понгот во Струмица. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија. Довидување.